Поранешните директори на клиниката за онкологија, Нино Васев и Нехат Нухи, заедно со тројца онколози, ќе седнат на обвинителна клупа. Советот за оцена на обвинителен акт го одби приговорот на одбраната и го одобри обвинението поднесено на 22 мај 2025 година. Со ова решение е формиран кривично-правен предмет кој ќе биде распределен кај надлежен судија. Откако ќе се насрочи термин за главна расправа, истиот ќе биде објавен на календарот за судење на веб-страницата на Кривичниот суд. По повод Светскиот ден на животната средина, во претор беше најавен значаен проект за третман на атмосферските води и изградба на канализациони системи за заштита на биолошката разновидност околу Преспанското езеро. Амбасадорот на ЕУ, Михалис Рокас, нагласи дека проектот има двојна корист – заштита на природата и поттикнување на туризмот. Градоначалникот на Ресен, Јован Тозиевски, изјави дека се работи за еден од најголемите проекти во земјава, кој ќе опфати 6 канализациони системи и други инфраструктурни мерки. Представникот на UNDP, Армен Григоријан, изјави дека преку управување со отпадните и атмосферските води ќе се зачува кревкиот екосистем и ќе се овозможи подобар квалитет на живот за жителите. Слични системи ќе се градат и во Стење, Крани, Долно Дупени, Брајчино и Сливница. Црна Гора ќе започне производство на беспилотни летала, дронови, во соработка со американската компанија ByLite Professional IT Service, а првата серија ќе биде донирана на Украина. Ова е наведено во официјален документ на владата на Црна Гора, кој беше усвоен на седница на 29 мај. Иницијативата има за цел да ја засили црногорската одбранбена индустрија, да ги подобри капацитетите на армијата според НАТО стандардите и да ја зацврсти позицијата на земјата како потенцијален глобален извозник на воена технологија. Производството ќе биде финансиски поддржано од американската администрација со $15 милиони, а договорот официјално треба да биде потпишан во септември. Министрите за одбрана на земјите членки на НАТО се состануваат во Брисел во последна фаза на подготовка за амбициозна програма за вооружување, со цел подобро обезбедување на источната граница на Алијансата. Генералниот секретар Марк Руте порача дека НАТО е помоќен од Римското царство, испраќајќи порака на единство и сила. На маса е и предлогот секоја земја членка да вложува до 5% од својот бруто домашен производ во одбраната, идеја која потекнува од Доналд Трамп и која на почетокот беше оценета како луда, но сега се разгледува сериозно. Главниот фокус на состанокот е утврдување на конкретни воени капацитети и цели за секоја земја, како антиракетна одбрана, беспилотни летала и логистички капацитети. Иако не е известно дали бројката од 5% ќе биде формално усвоена на самитот во Хаг, министрите се согласни дека Европа мора да биде способна самостојно да одговори на безбедносни закани, дури и без целосна поддршка од САД. Министерот за одбрана на Германија, Борис Писториус, повика на прагматичен пристап, фокусирајќи се на тоа што е реално и неопходно. Председателот на Украина, Володимир Зеленски, изјави дека Русија ја реструктурира целата воена кампања, што укажува на промени во нивната стратегија. Оваа изјава доаѓа во време кога конфликтот продолжува да ескалира, а меѓународната заедница внимателно ги следи случувањата. Зеленски нагласи дека украинските сили се подготвени да се соочат со новите предизвици и дека ќе продолжат да ја бранат својата територија. Тој исто така апелираше до меѓународните партнери за продолжување на поддршката, особено во однос на воената и хуманитарната помош. Во меѓувреме, аналитичарите предупредуваат дека реструктурирањето на руската воена кампања може да доведе до интензивирање на борбите на одредени фронтови. Сепак, украинските власти остануваат оптимистични во однос на способноста на нивните вооружени сили да се справат со новите предизвици.